Така, започнуваме со уште еден оброк на денот. Ако веќе не гледавте во Сона промо кој што оди, нели, како промо материјал во текот на вчерашниот ден, знаете кој ќе ни биде во кујната. Се радувам заради тоа што секогаш имаме интересни совети и муабет и можеме нешто да поднаучиме кога е тој во прашање. Дино Николич, здраво, добро ни дојде. Да. Кето оброк ќе биде и овој пат, ама заедно со кето оброкот ќе се обидеме да направиме дистинкција на тоа што значи мит, а што вистина, и во однос на вежбање и во однос на исхрана. Така беше договорот. Јас најдов овде некои податоци за некои митови околу вежбање и околу исхрана, но пред да почнеме со нив, кажи ни што ова е веќе сготвено, но ти ќе ни го кажеш процесот на создавање. Што е ова? Така е. Фала за убавата најава, фала за поканата. Драго ми е што сум тука како и секогаш. Така е. Значи, за денеска направивме кето чизкейк. Кето чизкейк. Да. Фактички тоа е дел од оброк во таа кетогена исхрана, која што се потпира на повеќето, фактички од незиниот состав е масти и протеини, нема висока содржина на јагне хидрати, што во суштина многу често има и ниска содржина на глутен, па што е добро за она што го зборевте до сега, да. Предходно, така. За целијакија, плюс кетото како исхрана е антиинфламаторна, затоа што кај многу заболувања кои што се автоимуни, значи дека системот се напаѓа нели сам себе. Тоа е многу, науката смета дека можеби и се случува заради или во најмала рака е многу засилено од внатрешните инфламаторни, односно воспалителни процеси што ги има во организмот. Од грешки во исхраната, од недоволен сон, од алкохол, од цигари, од разни работи, кои што прават инфламација, фактички го терат телото да се напаѓа само себе и тоа е во суштина основата на сите автоимуни заболувања. Така да кетото го намалува тој процес. Супер, добро, еве да им кажам и на гледачите за сите оние кои што имаат такви проблеми. Ајде сега се враќаме кај она за што рековме дека ќе муабит има. Митови околу вежбање. Ајде ќе тргнеме прво со нив. Ти си пред малку ми кажа, сега да не сгрешам само, сертифициран нутриционист, тоа го знаеме. Потоа што си? Здравствен тренер и фитнес тренер. Да, и тренер за сила и кондиција. Супер, добро. Сега, кога некој ќе дојде и ќе каже дојдов наутро заради тоа што ми рекоа дека ако вежбам наутро, нели тоа е подобро за мојот организам или за мене самиот, дали е тоа мит, иако овде вели влегува во митови, заради тоа што вели добро е да се вежба во секој период од денот, но ти имаш некој друг став околу вежбањето наутро. Да. Од аспект на градење, значи зависи што сака човек да извлече од вежбањето, од аспект на градење мускулна маса во било кој дел од денот ќе има ефект. Значи тука нема разлика кога се вежба, освен, значи не треба да се вежба после 10 часот највечер, заради тоа што веќе телото тогаш се припрема за сон. И секој напор и вежбање е дополнителен стрес, зашто и самото вежбање е стрес, еден добар стрес, позитивен, меѓутоа ако не сме наспани или ако е време за спиење и вежбаме, тоа е негативно. Значи до 10 саат најдоцна, односно во 10 најдоцна веќе треба да е завршен. Да е завршено како процес да се подготвуваме за сон. Да, со тоа што оптимално е да е тоа порано. Кога станува збор за наутро или преку ден или попладна, она што дава бенефит кога вежбаме наутро е тоа што самото вежбање активира ендорфини во организмот. Значи тоа се супстанции кои што ја намалуваат чувството на тегоби, на болка во организмот, го намалуваат стресот. Тоа исто така вежбањето активира и допамин. Го зголемува задоволството. И сега тоа е како еден природен нештетен антидепресив. И тоа е многу добро да се почне денот така и после стрес. Точно, и тој ефект ќе се го имате низ текот на денот. Да. Супер. Тоа е бенефитот од вежбањето на Така е, значи ми се чини дека треба да им кажеме и на другите, нели, фитнес студија или места за вежбање дека веројатно е паметно да почнат од 6 часот. Има неколку меѓу нив дека треба да ги отворат вратите и дека 8 е веќе доцна заради тоа што 8 започнува најчесто и работниот ден, луѓето веќе немаат време кога да отидат да извежбаат, а вака ако е 6, па ќе си дојдат 6:30, сум видела и место, нели, една од фитнес салите овде кај што беше преполно во 6:30. Значи тоа е многу убава гледка заради тоа што и од оној муабет со луѓето што вежбаат, велат супер ми е после малку сум нели многу време ми треба за да влизам во стресната зона, нели во онаа зона на адреналин, на се нешто што ни се случува во текот на денот, на која е позиција да си. Точно, значи ја намалува фактички подложноста на стрес. Тоа вежбањето е многу моќно, тоа е една од најмоćните терапии што постојат. Супер, да. Добро, тоа го кажавме, кревањето тегови ги претвара мастите во мускули, вели ова. Мите ова според тебе или? Да, значи така како што е формулирано е мит, меѓутоа и се случува ако гледаме
генерално како се случува, да, мускулите значи растат, а се намалува салото. Меѓутоа салото не станува мускул, самото сало, затоа што тоа е друго ткиво. Да, тоа е митот. Друго ткиво е, салото може да се истопи, може да се намали, тоа да доведе до поголем израз на веќе постоечките мускули и самото вежбање ја зголемува мускулната маса. Добро. Загадките и менталните игри се најдобри вежби за мозокот. Мислиш дека ова мит? Има тука разни ставови, не верувам дека се најдобри, заради тоа што тука исхраната е многу битна, затоа што ние може да правиме ментални вежби и загадки, меѓутоа ако човекот јаде неправилно, ако пример пие многу кафе, пие алкохол, ако не спие доволно, какви сака нека прави загадки, тој нема умот да му работи брзо, нити мозокот. Така е, да. Ајде сега се силиме за исхраната и ти имаш тамо свои кои што сакаш да ги кажеме, така е, кои што влегуваат во митови. Вели, оброци кои се конзумираат доцна дебелеат. Ова, вели според ова, ја што го извадив, дека е мит. Може да влезе во мит? Да, може, секако дека може, заради тоа што зависи што јадеме и кога јадеме. Зависи што конзумираш. Да, значи тоа е примарно, тоа е најбитно и зависи во која состојба сме. Значи не е исто. Не е исто еден тип на оброк со одредена количина на, да речеме, масти, протеини, нема да има ист ефект врз луѓето зависно од тоа од другите параметри во нивните животи, на пример од аспект на целите, сонот, тежината, енергијата и така. Така да може би е подобро нормално да не се јаде многу доцна, зависи се ако човек пример се легнува в 10 во 11 во 12, тогаш да, затоа што не е идеално да се легне со полн желудник. Меѓутоа сепак зависи од исхраната. Ако исхраната е пример со голема количина јаглехидрати, дефинитивно е ќе биде проблем по тоа. Заради тоа што хормонот за раст највеќе се излачува за време на сонот, а тоа е најдобриот топач на масти, најдобриот градител на мускули, заедно со тестостеронот. Нивото на шекер кога се зголемува во крвта, тоа директно го потиснува хормонот за раст. И сега ние се легнуваме, сме јаделе мармалад со лепче, се легнуваме, шекерот се качува, се намалува хормонот за раст и немаме ресторативен сон. Од тој аспект, например, не е. Не е добро да се јаде навечер. Да, и исто така ако желудникот е празен, сонот би бил релативно подобар. Не 100% празен дека мора да е, меѓутоа да не е препон. Например, што значи по тебе идеално време за прекинување со јадење, ако можеме така да го кажеме, например во вечерта, ако си легнувам во 12, на полноќ ако легнувам, кој е време идеално да се заокружи, нели, за да може сето тоа да се обработи, за да имаме мирен сон по тоа? Најдоцна би рекол, најдоцна 9, меѓутоа не значи идеално, дека е најидеално, значи и порано би било подобро. Да, би било подобро. Така е, добро. По јадење не постои вежба. Ова е мит? Во смисла дека не треба да се вежба. Не треба да се вежба, па така е, вели додека вежбаме на мускулите им е потребно повеќе крв за достава на кислород и хранливи материи и вежбањето и јадењето имаат одредени барања, почнувајќи од циркулацијата па натаму, но сосема е прифатливо по јадењето да вежбате, но се разбира не преинтензивно за да мускулите не повлечат премногу кислород. Така, да. Значи да не вежбам интензивно. Да. Во суштина, ако човек се најаде добро и земе веднаш да вежба, дигестивниот систем ќе биде тешко, значи може храната нели да се врати затоа што има напори, се стега стомакот и така натаму. Од тој аспект не, иначе на пример саат и пол 2 пред вежбање да се касне може да биде добар бенефит да даде. Така, заради тоа што сепак ти треба сила и за самото вежбање. Зависи тоа, зависи од човекот, од целите, од што сака да постигне. Многу е бенефитно исто да се вежба и на гладно. Значи многу бенефит дава, меѓутоа тоа зависи од човекот и од што сака да постигне. Значи кај некој луѓе би било подобро да вежба да јадел 2 сата пред, така, кај некој друг би било подобро да вежба на гладно. И некој што јадел пред тренинг, може би некогаш ќе биде подобро да вежба на гладно. Значи зависи што сакаме да постигнеме. Зависи од целите. Добро. Кафето е диуретик. Вели овде мит. Да, кофеинот. Точно. Добро. Точно. Значи тоа е вистина. Добро. Да, меѓутоа јас не е мит. Не е мит. Да, диуретик е на вистина, да. Со тоа што ја би рекол дека не би го нарекол диуретик, иако е точно, ја би го нарекол непознатата злоупотреба на дрога на 21 век на планета Земја. Значи кафето е најзлоупотребуваната дрога, односно кофеинот, затоа што многу луѓе конзумираат големи количини кофеин, значи над 2 кафиња јас веќе сметам дека е многу, луѓе пијат 3, 4, 5, 6 кафиња, тоа е енормно многу. Така да е диуретик фактички на смиреноста. Ја изфрла смиреноста и го качува стресот.
Супер. Витамин С при настинка, вели овде мит. А ние сите земаме витамин С при настинка. Да, постојат разни тврдења околу тоа. Јас од праксата имам увидено дека помага дефинитивно и дека го зајакнува имуниот систем, ги зајакнува процесите во организмот, значи дефинитивно од бенефит. Добро, значи не е мит. Не е мит. Со тоа што сепак при настинка има и сите други витамини и минерали се битни. Точно се потребни, да, а не само витамин С. Така е. 2 литри вода на ден, дали е мит или се потребни? Потребни се, меѓутоа зависи сепак од човекот, од тежината и од целите, од состојбата, од активностите што ги прави, меѓутоа треба да се има добра количина вода. Меѓутоа, ете тука имам се поклопува со некои од митовите што јас сакам да ги кажам. Добро. Луѓето мислат дека водата хидрира, нели дека водата го ти е потребна, да, му помага на организмот. Да. Вистината е, ако влеземе технички прецизно, ова да го објасниме, водата не го хидрира телото. Затоа што ако земете дестилирана вода и ако пиете, човек може да умре од жет и да умре дехидриран. Затоа што таа вода не влегува во клетките. За да влезе водата во клетките, потребни се минерали. Значи така, тука е солта, таа е една од клучните хидратанти фактички на организмот. И водата мора да има соодветно притисок во организмот. Да има нешто што ќе врзува за да може да влезе во самите клетки. Точно. Така да водата сама по себе, ако човек пие многу вода и нема доволно минерали, нема доволно правилна исхрана, тој фактички ги измива минералите од организмот, односно ја измива солта. Исто така е поврзан мит со солта. Добро. Каде што велат избегнувајте сол, бидејќи таа го качува притисокот. Така е. И тоа е избегнувајте сол заради тоа што е била смрт или како вика или ја нарекува заедно со шеќерот, да речеме, или. А шеќерот е всушност белата смрт. Да. Проблемот со солта, нели заради висок притисок избегнувајте сол и така натаму. Тоа е исто така голем мит. Солта е неопходна и ако избегнуваме сол и немаме доволно внесна сол во денот, ќе искусиме летаргија, депресија, умор, болки во мускули. И сега проблемот е зошто се јавува висок притисок. И солта не е виновникот. Таа го качува притисокот природно, но организмот работи со сол за да го регулира притисокот. Една од главните причини зашто постои висок притисок е заради тоа што луѓето имаат постојано во текот на денот високо ниво на инсулин. Кога има високо ниво на инсулин, заради тоа што се храни на тој начин на кој што се храни, со голема количина јаглехидрати, неколку оброци закуски, значи обезбедуваме цел ден да имаме покачено ниво на инсулин. Инсулинот задржува вода и задржува сол во организмот. Тоа го качува притисокот. На долг рок тоа ги пореметува функциите и после тоа солта била крива. Во суштина солта е благодет и треба да се Значи, оно е сврзувач кој што ни помага водата да стигне наму каде што треба во клетките и да ни помогне. Така, добро. Ова се моите митови. Ајде да одиме со твоите сега, продолжуваме, па да одиме кај рецептот. Да, еден од најголемите митови е дека треба да се избегнуваат мастите. Ќе се навратам на ова поврзано со хормоните, заради тоа што мастите се неопходни во организмот и тие може да бидат извор на енергија. Кога јадеме висока содржина на јаглехидрати и имаме висок инсулин, тој прекинува, инсулинот блокира, прекинува слабење. Односно, што значи слабење? Слабење значи согорување масти. Значи, инсулинот прекинува согорување на масти со цел да се отрне шеќерот од крвта кој што се покачил од јаглехидративе. И сега, кога имаме високо ниво на инсулин, тој не дава согорување на масти. Триглицеридите се масти. Значи, било кој масти што ги имаме околу нас што ги јадеме, може да се каже дека се триглицериди. Повеќето од нив се триглицериди. Триглицеридите во крвта се зголемуваат секогаш кога имаме висок инсулин, значи ќе направи тој да не може телото да ги симне тие триглицериди. И затоа тие се остануваат покачени. Кога е човек во кетогена исхрана, значи кога е во состојба на нутритивна кетоза, неговиот организам работи на масти. Значи тој живее од мастите, енергијата ја добива од мастите. И на тој начин не може да има високи триглицериди, бидејќи тие му се сировината преку која он генерира енергија. Ако го имаме покачен инсулин, триглицеридите ги оставаме на рад. Зашто инсулинот вика не согорува и ништо друго, само шеќерот согорува его. Така и тие може да бидат покачени. И кога ќе бидат покачени, заедно со покачен холестерол и други параметри, тоа е лошо. Што не носи до следниот мит. За холестеролот, дека висок холестерол е лошо. Сакам тоа да го објаснам и
да се разјасни. Сакам да ни биде јасно. Да, многу е битно тоа да биде јасно заради тоа што мислам дека поголем стрес се прави од паниката и од стресот, дека не имам висок холестерол, што ќе биде? Нивелот холестеролот може да ти донесе срцев удар, не знам, нели, мозочен удар, тоа се симптоми кои, нели, првото нешто кое што треба да загрижи на крвна слика е тоа, висок холестерол. Точно. Во суштина тоа не е вистина, заради тоа што и голем дел од луѓето кои што претрпеле срцев удар немаат високо ниво на холестерол. Дел имаат, меѓутоа голем дел немаат, значи не е 100% од случаите. Проблемот со холестеролот е што тој е неопходен за живот, а се озлогласува на тој начин. Холестеролот не треба да се гледа како засебна единица од крвниот тест. Да, значи тој е показател, е параметар битен, клучен, меѓутоа не можеме само по покачен холестерол да кажеме на некого ти имаш ризик од срцев удар. Ме разбирате, тоа поголем ризик прави од срцев удар од самиот холестерол. Значи лошо е кога имаме висок холестерол, ЛДЛ да речеме, нели, лошиот холестерол што го викаат, кој што ствари е неопходен за живот. Но уште полошо е ако имаме ниско ниво на ХДЛ, а ако имаме добро ниво на ХДЛ и малце покачено ниво на ЛДЛ, тоа не значи у старт лошо дека имаме ризик, особено ако не е придружено со покачени триглицериди. Така да, избориме за природно ниво, не за контролирано со лекови. Така е, добро. Митови имаме уште или додима кај Па митови има колку сакате. Добро. Ајде, можеби имаме уште некоја минутка само да ни кажеш ова како да го направиме. Да, ќе кажавме најглавните. Сега ова мора да ја пофалиме твојата девојка. Ивана, така? Ивана, да. Следниот пат се договоривме, Ивана ќе биде навреме известена дека и таа ќе биде дел. Еме уште од сега. Еме уште од сега. Следниот пат договорени сме, да. Затоа што таа го правеше овој кето колач или кето чизкейк, ајде да кажеме да не сгрешиме само што ни треба се за ова вака прекрасно да изгледа, а се надевам дека и на вкус е супер. Да, одлично на вкус. Значи, ева ќе објаснам јас процедурата, па ние наскоро ќе го објавиме и на Мускултура МК на вебсајтот ќе го има. Секој што сака да го види да го направи. Значи многу едноставно се прави. Земаме 400 грама кето брашно. Тоа многу пати не го спомнувавме тука. Се зема стевија, се става по вкус. Сега кој колку сака и каква стевија има зависи. 100 грама путер се топи млечен и 30-40 грама млеко. Сето тоа се меша заедно, се дека не се направи хомогена смеса и се натапкува на плех. Добро. Тоа е првиот дел. Да, и искача заради кето брашното излегува како бисквит. Значи преубаво. Добро. Тоа се пече по тоа? Не се пече. Толку готово? Да, многу брзо се прави. Добро. Мислев дека брашно па мора да се пече, ама точно, тоа малце терминот дека го нарекуваме брашно, на прв поглед изгледа како нешто сирово што не може да се конзумира одма. Во суштина може, ова брашно може да се конзумира одма. Да, значи не му треба печење. Добро. Не му треба печење, да, а може вториот дел и да се пече. Овој белиот дел са за него зборуваме. Точно, да, сега за белиот дел. Тука се зема 400 грама урда, пожелно да е неутрално, односно не солено. Така. И имаме кај нас, може да најде? Да, има. Добро. 100 грама грчки јогурт, стевија се става исто така по вкус, по желба, и желатин, значи се растопува желатинче малце во вода, се меша сето тоа и се остава да се стегне во фрижидер. Добро, тоа е втората. Да, значи може да се нанесе нагоре и да се остави се заедно, и се става во фрижидер. Добро, и третото, овој убавиов дел од озгора, за чизкейкот да биде. Джемот што го спомнав претходно, со тоа што овој нема додадено шекер, бидејќи е природно и доаѓа од малини, капени, јагоди. Значи тие се со ниска содржина на шекери, што ги прави идеални. Значи човек може поголема количина да изеде без да го качи нивото на шекер во крвта. Може би не толку јагоди, ама малини и капени ми се чини дека можам да јадам цел ден. Не знам за тебе. Одлични се. Да, јас и ти ги сакам. Многу убаво. Добро. Значи малини, капени, јагоди се ставаат во тенџерче со малку вода и се врие тоа едно 5-10 минути. И ќе се направи како џем ќе се направи. Како мармелад. И се остава после малце да се излади. Добро. И потоа се нанесува како трет слој. Добро. И се остава во фрижидер да постои. Целото ова? Да, целото треба да постои оноку колку што можете да
причекате. Аха. Ако ви се јаде побрзо, за 10-15 минути може да ви извади. Ке биде добро. Да, точно. Добро. Затоа што ни се јаде побрзо, има таму уште гости, треба да го најавиме новото издание на Фолкфест Валандово, но и да се подсетиме на убави рефрени. Затоа можеме ли да направиме и за нив, можеби во танирчиња, што ни треба? Таму имаш ножиња и што ни треба друго да ти помогнам? Па танирчиња може. Танирчиња, со тој големиот ке сечаш? Да. Добро, а ја танирчиња вакви, немаме танирчиња во маливе. Чекај само Дино. Еве вака. Ајде ти сечкај, па да одиме во делот каде што се викани се подготвени гостите и да пробаат кето чизкейк. Еве танирчиња. Како ти оди? Па добро, следното делче да мислам дека и тоа го пресеков. Добро. Земам јас лажичиња ако најдам овде или вилувчиња, не знам дали ќе стигнам до лажичињата. Мали. Добро, значи откривме кои се митови, а кои се вистини. Точно. И за исхраната, и за вежбањето. Наше е да се обидеме и да не веруваме многу секогаш од прва, нели? Да препрашаме уште еднаш околу тоа што е што. Така е. Треба да се знае. Вау. На осминки. Па да, за да има за повеќето луѓе што светат. Така е. Ке ни отида? Ова сака да шета. Па да, веќе почва да се подзастопува. Да. Сега кажи ми Да дали видиме можеме само вака. дали, видите само дали е тој дел од доле. Па не знам, јас не гледам. Дали е- Гледаш ли ти овде? Чекај, шета тортова. Да видиме дали е зашто без тоа ништо не правиме. Добро, знаеш што, Да, им малце, кажеме да, само. еве, вака, со Супер, ножите тоа ќе стол. направиме. Стави го во едното тањерче. Ајде помогни. Знаете тоа што гледам тортава шета да не дошета до кај мене. Она тргнала. Не си нормален. Ама ќе пробаш, знаеш? Ма како нема да Ако не, пробам, затоа дојде изгледа си. многу убаво, вкусно. Чекај, ама гледаш дека ни верувам шета, не се дека- остави. Да, верувам додека не ишетала да ја изедеме. Шитачка торта се викала. Да. Шитачки чизкейк. Добро. Што ти Може треба малце сега? вијучето? Да ти кажам Ајде, дека и може. гостинот кој што ни е следен Добро. исто бил на кето искрената. Има добри резултати? Ни кажа Може да се самиот. види 30 килограми минус. Јас ја Сериозно? му открив приказната овде заради тоа што за друго е дојде. Од 30 килограми минус Динова? Браво. Што не кажуваш ти? И јас веќе сум заинтересиран око корен околу кетово. Ќе се видиме после емисија. Ќе молим точекај да завршиме Ќе заедно ќе разговараме. дегустираме торта и ќе Ајде, разговараме. колега, Се помагај. подистопи Држи ова. малце. Нема врска. Режија, значи не може Режија. да зборуваме само а да не пробаме, така да додека не се проба гледачите ќе речат ова може не се јаде, така ли? Аман, бе, зарем така мислиш? Со ливава, пази да си го направиш са Колку кутан, треба што да ќе правиш? направиме? Со лева, Колку сме со тука? десно може да Доста, падне. сега за Доволно? сега, па потоа ќе продолжиме. Чекај само да видиме кај. Малку соленко е. Е, добро. Може Ова треба заради... да е солено или да? Не кажувај Се се, стегувам, да. кажи. Кажи Може дека може е заради убаво урдата што да е, си да. ти. И- А, урда. Ме се знам. Чизкейк со урда, така не си пробал, така? Да, тоа се регулира со, значи убаво е да има солен момент, заради Добро. тоа што кој ќе се искомбинира со стевија со благо, дава еден шмек кој што е многу поубав него само кога би имало шекер, односно стевија. Знаеш што? За следниот пат кога ќе дојде повторно градоначалникот од Валандово, ќе ни биде заедно со Дини да ни раскаже својата приказна. Нема За проблем. кето искрено. Готово. Значи имаме следни Договорен. гости. Одлично, синдикато. Готово.